земавме во неколку наврати кредитни линии од надвор, ги субвенциониравме каматите да не бидат повисоки од 5,5% и цела држава, сите фирми, користеа од субвенционирана камата 5,5%. Да ве посетам, пред кризата, каматите беа повисоки од 5,5%. Беа 6, 7, некои повисоки. Сите очекуваа дека кога почна веќе криза ќе одат на 10, на 15%. Не. Кога е времето тешко, не само што треба да се задржи каматата, треба да биде и пониска, за да можат фирмите да бидат конкурентни, да обстанат и да ги задржат луѓето на работа. Тоа е нашата визија, тоа беше нашата стратегија. И така и ги продолжиме. И така успеавме да не се зголеми невработеноста, напротив таа да се намали. Не само со оваа мерка, со многу други мерки. Меѓутоа ова беше една од стожерите на таа политика. И во новата програма ветуваме дека ќе има уште една таква кредитна линија од 100 милиони евра, што сигурно ќе ги покрие наредните година и пол-две, со 5,5% камата за фирмите. Може би многу од вас кои што немаат своји фирми и своји бизниски решат, па што имам јас со тоа? Имате многу, затоа што сите вие што работите во приватни фирми, треба да знаете дека работите затоа што тие приватни фирми обстојуваат. А обстојуваат затоа што многу им се помогна од страна на државата. И со ефтини камати, и со поволни кредити, и со многу мерки, со многу намалување на даноци. Парите наместо во буџетот, фирмите ги задржаа кај нив. Со тие фирми, со тие пари станаа поконкурентни и ги задржаа луѓето на работа. И не само што ги задржаа, примија и нови. Тоа е ВМРО ДПМНЕ, тоа е економската политика. И тука има разлика, ќе се согласите.